Бомбите на Заев за едни силно ечат, а за други се обични петарди. Што меѓу граѓаните се промени откако Заев почна да ги активира? Смените ли се ставовите на граѓаните? Променета ли е политичката перцепција? И на крајот, кој добива, а кој губи од целата збрка во државата? Несомнено, еден од најсилните барометри на граѓанското расположение е најпопуларната граѓанска емисија во регионот, Што мисли народот на ТВ Стар. Еве како таа течеше вчера. Со овие најнови детонации бомби, јас мислам дека се необични петарди. Лично ке мене ќе почне да се менува, пошто јас сум во ВМРО уште од 90-те години. Ова до сега вака да искочило. Значи партијата се повеќе се појачува и народот виде со какви прлеви работи се занимавале СДС. ВМРО е во колапс не само од членството на ВМРО, него и целата влада. Очигледно е бомбите имаат ефект, но не толкав колку што се да само очекуваше. Што во ваква ситуација може да се очекува и кој би бил развојот на политичката ситуација? Ова што се случува на нашава политичка сцена не е добро. Не е добро за еднината на Република Македонија, за единството на граѓаните на Република Македонија и велам доколку си заминат овие политички постави и од ВМРО да помане и од СДСМ, сигурно дека многу порелаксирано ќе живееме од една страна, од друга страна нели ќе се најдат луѓе кои што ќе ги практикуваат демократските вредности и нема да не срамат пред лицето на Европа и пред целиот свет. Веќе во вторник Заев најави фрлање на нова бомба која веројатно ќе има дополнително дејство, но дали се тоа не води кон директен политички и национален конфликт? Јас неколку пати укажував на тоа дека е можно ова што се прави да дојде до еден граѓански конфликт, да дојде до еден меѓупартијски конфликт и последиците од тоа ќе бидат навистина несогледливи. Не ќе имаме кога ние да ги сопреме, односно да ги облажиме тие последици. Каков ќе биде епилогот од сето ова е неизвестно, но известно е дека фрлениот камен на раздорот ќе падне таму кај што најмногу боли.